Течат градежните активности за реконструкција на каналот ГК-18 во Врсаковско поле. Според информациите на надлежните, работата половично или околу 50% е завршена на каналот што се реконструира во должина од 6,3 километри. Единствен проблем што засега ги кучи работите според надлежните е исплатата и местата каде се појавиле подземни води. Но надлежните уверуваат дека нема да има уште една промашена водоснабдителна сезона и дека каналот целосно ќе биде реконструиран до крајот на март. Со овој зафат надлежните сметаат решавање на проблемот со наводнувањето во Штипско за најмалку 50 години и намалување на губитоците на вода. Наводнувањето со цевковод ќе го зголеми протокот на вода до 1,5 метри кубни во секунда, што е многу повеќе од досегашните 0,2 или 0,3 метри кубни во секунда. За подобрување на потенцијалите за наводнување на земјоделските површини во регионот, новото државно водостопанско претпријатие планира да изгради 9 водозахвати на 4 реки на подрачјето на хидросистемот Брегалница. Овие водозахватни градби се за зафаќање на проточната вода и се на 4 реки кои што се на територија на подружница Брегалница, тоа е Злетовска река, Кочанска река, Оризарска река и река Брегалница. Со овие захвати, иако се некои од така примитивни захвати, меѓутоа се доста понапредни отколку овие што ги зафаќаме така наречени бентови, земени бентови. Ова представува еден бетонски праг кој што ќе биде на располагање со даски за фаќање на вода и кај што ќе може да се пренасочува на потребните површини. Проектот Модар мост, градежниот зафат кој треба да го реши проблемот со излевањето на Брегалница на плодните полиња кај Крупиште, се уште не е започнат, од причина што двата тендери беа неуспешни и не се одбра фирма што ќе го реализира проектот.